Доколку поминете низ Дебар Маало или низ градскиот парк во Скопје, голема е веројатноста да ги сретнете Анабела и Гордана. Со насмевка на лицата и низ отворен пристап, речиси 10 години, го нудат списанието лице в лице. Во Сити Мол, во Дебар Маало, во парк и во центар го давам. Да, сегде продам, јас пешки одам. Да, тоа многу ме интересно, се гледаме со моите пријатели, задоволна сум. Двете доаѓаат од Центарот за грижа на лица со попречености, Порака Волково. Низ пријатен разговор ни објаснија што е тоа што го продаваат. Викам, повелете лице в лице, ова е за лице в лице за вработување, се пишува за вработување, за нас пишува, за се пишува. На почеток не позна луѓето, него за списанието. Потешко попосе понапред подобро, попуша подобро се идеме, продаваат, купуваат. Лице в лице е едно од ретките списанија кај нас, во кое отворено се зборува за потребите на ранливите категории граѓани. Неговата уникатност е во тоа што им овозможува токму на тие лица да бидат главните продавачи, а со тоа и промотори на потребата за поголема свест кон луѓето од маргините. Многу долг период нашето општество се трудело да ги скрие лицата со попреченост, да не ги вклучува во никакви општествени процеси. А те кога зборуваме за работна интеграција, за работен ангажман, секогаш се сметало дека луѓето не можат да го прават тоа. Годинава се одбележува една декада од постоењето на лице в лице, а неодамна беше објавен и 50-тиот број. Творците на списанието велат дека свеста за инклузивноста напреднала низ годините. Со гордост можам да кажам дека многу се променети работите, но и дека имаме уште многу чекори за изодување како општество. Останува нашата работа дека во континуитет тоа не сме да запре, дека ние треба да едуцираме публиката за потребата од еднаков и праведен пристап кон ранливите сограѓани. Но не секогаш односот кон овие лица е праведен. Па има некој што го знае списанието по расположение и купува, има некој што не сака да купаат, па ја трга таша, ми се пари крадеме. И само ке кажа дека не сме така да крадеме пари. Почна да работиме. Јас им продам, повелете лице в лице, ова е за вработување, пишува све и за нас пишува и они викат го имаме, неќам фала ви. Викам да се здрави живи ако го имате. Е важно да се здрави живи. Во период од 10 години били отпечатани 350.000 примероци, но пандемијата сериозно удрила врз уличната продажба и врз социјализацијата на продавачите. Тоа го пребродиле, но през писанието сега се испречува нов предизвик – масовните поскапувања. Потребна ни е навистина отворена рака и од луѓето кои што го купуваат и ја почитуваат мисијата на лице в лице, од компаниите кои што би требало можеби партнерство да развиваат, уште повеќе со нас не дека нема, меѓутоа тоа е мал број навистина на компании, секако од институциите за да продолжи на ваква приказна да се развива. Гордана и Анабела се дел од вкупно 150 продавачи од ранливи категории, што досега били ангажирани од лице в лице. Доколку ги сретнете, не им вртете грб. Поддржете ја нивната мисија за рамноправно општество. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.